треба да биде приоритет на секој ниво. Тоа не е делумно, туку општествено прашање и е повод за тревога за сите нас. Денес, 25 ноември, е меѓународен ден на борба против насилството врз жените и е повод за денешната дебата. Зошто зборуваме за родово базираното насилство само на 25 ноември? Наши вечерашни соговорнички ќе бидат Елена Демушевска, извршен директор на Националната мрежа за борба против насилството врз жената и семејно насилство, и магистар Мила Царовска, председателка на Советот за социјална политика при СДСМ. Воедно сакам да ги поздравам и регионалната координаторка на Социјалдемократскиот сојуз при изборна единица Штип, Сонја Начевска, како и гостите од Чешиново, Облешево, Кочани, Кардинджи и сите присутни што сте тука. И давам збор на Елена Демушевска. Услуги се однесуваат доминантно на жртвите на семејно насилство, а останатите видови на насилство, особено сексуалното, се практично изоставени. Организациите и институциите имаат недостаток стручен кадар кој што може да работи и да им ја пружи потребната заштита на жртвите, на жените жртви на друга форма на насилство. Не постои стандардизација на услуги и сервиси помеѓу даватели, со исклучок на пилотирање на стандардите за бесплатна правна помош. Организациите кои што нудат услуги се најчесто сконцентрирани во урбани средини, со што и достапноста на услугите е диспропорционална и лимитирана. Состојбата иста и во однос на истражувањата, статистиките и кампањите. Односно, досега има направено едно национално истражување 2012 за преваленцата на семејно насилство во Република Македонија и две истражувања кои што се однесуваат на децата и на старите лица како можни жртви на насилство. И постои само едно истражување за опсегот на родово базираното насилство врз девојките и жените на јавните простори во Скопје, која што е сосема се спроведуваше во две општини во град Скопје и не е многу релевантно за да се нели генерализира за состојбата на жените по ова прашање во цела држава. Значи ова истражување тек треба да се повтори и за да заземе опсег на национално истражување. Други податоци и истражувања за состојбата и постоењето на различните форми на насилство врз жените во Македонија нема истражувања, немаме бројки, немаме застапеност. Кампањите кои што се спроведува, верувам со дел од нив веќе сте запознаени, се однесуваат на препознавање и превенција од семејно насилство. Ако ги земеме во предвид сите овие податоци, Македонија треба што поскоро да ратификува конвенцијата и да започне со измените и дополнувањата во законската регулатива, како и воспоставување на сервиси за заштита на жените жртви на различни форми на насилство, особено со оглед на фактот, како што спомнав и претходно, Македонија потпиша оваа конвенција на 8 јули 2011 и со самото тоа ја превзема врската да продолжи во насока на воспоставување и напредување на системот на заштита на жените жртви на насилство. Овие податоци, само сакам за крај да кажам дека овие податоци ги се дел од краткото истражување кое што го направивме во рамки на мрежата како потребна активност за подготовка на предратификационен план за акција, односно чекори кои што треба невладините организации да ги превземат во насока на ратификување на конвенцијата. Се надевам дека овој предратификационен план ќе го публикуваме за кратко време, па ќе можеме да го споделиме и со сите вас, затоа што е во завршна фаза. И во овој дел ги идентификувавме сите недостатоци и препораки до државата од секоја посебна област која што опфаќа конвенцијата. Инаку националната мрежа ја преведе конвенцијата за потребите за нашата работна група, како и за полесна промоција на истата и како и за полесно промовирање на придобивките кои што ќе ги имаат жените од ратификување на оваа конвенција.
Преводот, да, македонската верзија на конвенцијата може да најдете или на нашата веб страна или на официјалната страна на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и спречување на сите форми на насилство, вржење и семено насилство. Да, секако јас или можам јас да ви ја препратам по веб, се би ја споделила со останатите, ако многу се заинтересирани има. Јас имам за сега толку да кажам, благодарам за вниманието, доколку има прашања, тука сме за да одговориме и да дискутираме. Пред да дадам збор на другата соговорничка, нека ми прости председател да го поздравиме, бидејќи не удостои со неговото присуство туку и единствен, мислам, двајца мажи има на ова дебата. Благодарам многу. Како што ме најави на почетокот Мила Царовска, важно е да мажите се присутни на ваков тип на дебати, зашто семеното насилство и насилството врз жените не е женска работа. Тоа се обидува да го наметнат во парламентот, тоа се обидува да го наметнат во советите на локално ниво, тоа се обидува да го наметнат во комисиите за еднакви можности, зашто кога ќе видите колку број на жени учествуваат во тие комисии, ќе видите дека тоа е или 99% или 100%. А без да се вклучат мажите и да се направи промена и кај нив, навистина мислам дека нема да постигнеме многу. И сега јас би дала еден едукативен дел за семено насилство, а после тоа би повикала вас како експерти за семено насилство да кажете што мислите. Зошто велам експерти? Поради тоа што во Македонија секоја жена е експерт за семено насилство. Многу е лесно да зборуваш од позади масава, а многу е тешко да го живееш. Не можеш да го живееш во твоето примарно семејство, но може да си го живеел во семејството на твоите родители, може да го живееш во твоето соседство, може да го живееш кај некој од роднинските релации и тоа е многу тешко да се соочуваш со овој феномен или овој проблем или овој предизвик секојдневно, а да институциите гледаш како молчат и не реагираат за да се заштити жртва, деца, но секако да се делува и врз сторителите, поради тоа што најверојатно и тие не сакам да ги лишам од одговорност, но и тие некогаш биле жртви во текот на својот живот. Сега кога велиме форми на семено насилство, тоа се психолошко, физичко, сексуално и финансиско. Јас ќе ги образложам сите. Физичкото насилство сите знаеме, тоа се телесни повреди кои што се причинуваат. Тука влегува и шамарот, тука влегува и клоцата, тука влегува и плюкањето, се што го загрозува мојот физички интегритет. Психолошкото насилство е многу застапено, но никој од нас или голем дел од нас не го препознава, поради тоа што тоа се навредите, или наш колега сакаше секогаш да се насме по однос на ова прашање и велеше она што значи срце, душо, буба, марче, цвеќенце на почетокот од бракот, прераснува во крава, коза, свиња и така натаму. И тоа е исто така психолошко насилство, поради тоа што жените ниту се свињи, ниту се крави, ниту се кози, туку напротив се жени и еднакви партнери во една семена заедница. Затоа е многу важно да го препознаваме, поради тоа што ако секој ден некој ме ословува со овцо, јас прераснувам во овца. Така, не смееме да дозволиме да тој притисок постојано не се прави. Тоа се најблагите форми на психолошко насилство, подценувањето, омалуважувањето, вреѓањето пред други, вреѓањето пред деца, постојаното негирање на сите можни успеси. Се е тоа одреден вид на психолошко насилство. Економското насилство се случува многу. Во Македонија, ако жените успеа во овој период на транзиција да се прешалдат и да влезат на некакви работни места кои што значат текстилна индустрија, кожна индустрија, помалку платени, но сепак платени, голем дел од мажите станаа без работа. И жените ги издржуваат тие семејства каде што мажите се без работа, не дека јас имам проблем со тоа. Но знаете, ако вие работите секој ден од 8 до 8, 12 часа и отидете дома и мажот ги потроши парите за своји приоритети, точно вистина имам проблем. Тоа не се случува во Македонија. Жена да работи 12 часа и повторно не располага со собствените финансиски средства и не може да одлучи дали таа ќе потроши за одредени цели или ќе потроши за целите на своите деца, туку многу често се случува да мажот ги потроши дали на пиење или за одредени други приоритети, нема да навлегува. Но тоа е економско насилство, кога некој ви го одзема приходот кој што вие го заработувате максимално во текот на својот месец. Но економско насилство е и кога мажот работи, а вие како жена не може да
ги остварите своите потреби во тоа семејство. Иако готвите, иако перете, иако чистите, иако ги се грижите за своите деца, тој постојано ве маловажува и ви прави бариера за пристап до тие финансиски средства. И тоа треба да се препознае како семено наследство. Верувам дека во овие три голем дел од вас веќе препознавте семејства каде што ова акутно се случува или се случувало, па сега во некоја помала мера. И сексуалното наследство што кај нас, не знам воопшто дали има некаков случај кој што е пријавни, кој што се води во како судска некаква си, судски процес, но тоа е кога вие во кријот едноставно не сакате да одите со собствениот сопруг. Велите не, а сепак тој влегува во вашиот кревет и има сексуален однос. Тоа е многу страшно за тие жени кои што живеат со всушност силувачи во собствениот дом и не може да кажат не, поради тоа што од традиционалните вредности е станато дека жената треба да си ги извршува обврските кон бракот и кон семејството. Но тоа се смета за силување и во македонското законодавство. Сите овие наследства се регулирани во македонското законодавство и може да гоните по нив. Значи не зборам за Америка,